Поради дългогодишна некръжа на работните простори има потреба от детайлно реновиране на пензионерскиот клуб и работните простори, односно канцеларии. Исто така имаме потреба и од нов инвентар и опрема, пошто од кога работи Сдружението не е ништо направено, нити е сменето и се наоѓа во многу лоша состојба. Воедно бараме, значи од државата, просториите во кои е сместено Сдружението се во собственост на ПИОН и бараме да ни помогнат да се додели во собственост на Сдружението на пензионери. За да се реновираат работните простори, да се набави инвентар и опрема, потребни се поголеми финансиски средства со кои Сдружението не располага. Затоа сакаме и бараме да може да ни се помогне да го направиме, пошто пензионерите го поминуваат поголем дел на времето во клубот. Може да дојдете и да погледнете, да видите во каква ситуација се наоѓа клубот, стварно е катастрофално. Битен елемент на пензионерите од Каменица е еден од најбитните за помош на стари лица. Не може да не иде никој, превоз има што они не може да го користат. Треба да ако може едно старо возило, за да има луѓе кои ќе одат на тие да им помага. Има луѓе оболени сами, што им децата никаде ги нема, има ги пространство или битни било дека, а они се безпомошни. И за најбитното за лекар, за апчиња, за ред други работи. Е тоа. Ние сме мала општина, немаме многу големи средства, потребни се и те како за да се сета това постигне. Ако е можно и пензионерски дом. Да се направи, нема да биде лошо. Сдружение на пензионери го негува културно-забавниот живот на пензионерите и зема учество на сите културни манифестации, каде учествува и забележува релативно добри успеси. Сегашното раководство се соочува со проблеми дека игрорната група нема своји народни носии со кои треба да се представиме. Иако Сдружение на пензионери постои пред 30 години и исто постои и игрорната група без своји носии. За да се набави носии за игрорната група потребни се финансиски средства. Спортот при Сдружение на пензионери Македонска Каменица се одвива прилично активно. Секоја година одржуваме спортски надпревари, општински спортски надпревари. Првите места од сите спортски дисциплини учествуваа у регионалните спортски надпревари. Првите места од регионалните спортски надпревари учествуваа на републичките спортски надпревари, практично речено е на републичка спортска олимпијада пензионерска. И со тоа се завршува циклусот на една година, што значи на спортски план сме у сите можни дисциплини прилично активни и успешни. На регионот сме секогаш на второ место од спортските надпревари. Тоа значи дека имате добри услови? Па имаме добри услови, па и активности има. Луѓето што се зафанат да идат до крај. Тоа е најбитно, да не се откаже на половината. Например, да има прво место да иде на регионалните, а го нема да се појави. Значи имаме прилично ред воспоставен на това, така да на спортско поле можеме да бидеме и подобри и поактивни, ама условите сега диктираат така. Оти ние сме стари луѓе, не можеме да... Толку се и може. Јас сум председател на Сдружението на пензионери на општина Виница. Се викам Петруш Данилов. Проблемите што постојат во Сдружението се многобројни. Меѓутоа ќе истакнам само еден од најгорливите проблеми на Општинското Сдружение на пензионерите е реновирањето на пензионерскиот дом. Потребно е реконструкција на кровот, изработка на термичка фасада
и столарија, обезбедување на парно затоплување на внатрешните простори и нивна потребна реконструкција. За оваа проблематика во текот на проектот што го спроведуваме имаме разговарано и внесено во акциониот план и методологија на општинско ниво. Потребно и брзо решавање на проблемот со собственоста на пензионерскиот дом, сега е во собственост на Републиката, а на управување на Фондот за пензijско и инвалидско осигурување, кој не води грижа за неговото одржување, а е даден на користење на Сдруженијето на пензионери. И ние вложуваме средства, а повратни средства за тоа немаме. Колку има дефектно пензионери во Виница? Пензионери има со последната бројка што имаме 2762 тука негде се. Станкова Добринка, пензионер од Виница. Имаме за информација на пензионерите од Виница колку се информирани. Како прво, легализација, нели, тоа се за потребите на пензионерите. Легализација на пензионерски дом Виница, барање на собственост која припаѓа на Сдруженијето на пензионерите на Виница. Доделување ученичкиот дом во основното училиште Кочо Рацин, Блатец, за пренамена во старечки дом од страна на локалната самоуправа Виница. Решавање на проблемите за потребите на здравството, кое е во многу лоша состојба кај пензионерите. Изедначување на бенефициите со пензионерите од град Скопје, кои користат градски превоз, билети за во кино, театар и така натаму. Имаме потреба од отварање на информативно јавно гласило, како телевизија, радио и друго, бидејќи тука во Виница ние немаме, затворено и така натаму. За да се реализира проектот, наими имаме потреба од финансиски средства за набавка на компјутерска опрема за реализирање и да направиме веб страна на нашето здружение во Виница. Сдружението на пензионери Виница има мал број на пензионери, околу 2600, поради што имаме мал прилив на средства и не сме можност да реализираме повеќе активности во здружението, поради што сме принудени да бараме донации. Поради недостаток на финансиски средства, опремата во пензионерскиот клуб е застарена, а потребно е реновирање на клубот и санитариите, како и кровната конструкција. Финансиските средства се причини за нерешеното прашање со грејењето во клубот и административните простори.